Добар ден, денеска сме во Свети Николе. Разговорите за обнова на Македонија продолжуваат. Имаме огромна посета од страна на светиниколчани, дојдени овде да поразговараат, да си ги кажат маките и проблемите кои што ги имаат во секојдневниот живот. Она што ни се повторува, што е веќе видена гледка во сите градови во Република Македонија, се случува и овде. Нема буквално нити едно реализирано ветување, на лагите и на криминалот буквално им нема крај. Ветената гасификација на Свети Николе, онака како што е затекната, така и во овој момент, иако беше ветено дека истата ќе заврши во 2019 година. Изградбата на спортската сала во училиштето Кошорацин, градинките, пензионерскиот дом и се она што е останато, базенот што беше ветувано, значи воопшто не е ни започнато со реализација. Меѓутоа, како што многу пати сме кажале до сега, воопшто и не сме изненадени од таквиот пристап, бидејќи станува збор за убедливо најнеспособната власт, една власт која што владее на исклучиво еден криминално-рекетарски начин. Она што го гледаме на државно ниво, особено во последниот период, во она што го прават со набавката на хеликоптерите, 72 милиони евра кои што се обидуваат да ги испумпаат од државниот буџет на еден криминален начин. Вчерашната хаварија и незаинтересираноста на власта во случувањата со ОХИС е можеби најдобар пример за како криминално-рекетарската власт на Заев ги едноставно третира граѓаните на Република Македонија. Она што имаат да го порачаат граѓаните на Свети Николе е дека Заев заминува, а Македонија почнува да се обновува. Наша обврска, како ВМРО ДПМН, е се она што денес го слушаме во Свети Николе, како проблем, како идеја, како план за како понатаму да го преточиме во нашата изборна програма за престојните парламентарни избори на 12 април. Ви благодарам.